Една од првите работи е да падне објектот пред Мавровка, заради тоа што е дивоградба и ќе направиме се како влада. Да можевме до сега како град Скопје да имавме законска основа да се направат имаше термин. Сега откако неколку месеци не успеа на општината Чаир да го најде човекот кој што гради објект пред трговскиот центар Мавровка, на првата владина седница премиерот донесе одлука да испрати екипи на Македонија Пат да ја урнат оваа дивоградба како што тврдат надлежните. Стоите ли вие за оваа одлука на владата? Јас прво не ја донесе премиерот, ја донесе владата како колективно тело и тоа беше дел и од разговорите кога разговаравме околу коалиција и тоа беше по наше барање исто така и заеднички се договоривме за да постапиме по тој случај. Јас денеска го посетив, можете да видите по сликите на социјалните мрежи, бев на лице место да посетам, да видам како се работи, ги поздравив сите вработени таму, сите работници кои што работеа на рушењето. Токму на ваквите ситни примери мислам дека граѓаните најдобро можат да се убедат во решеноста и на Социјалдемократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција да конечно започне да владае правната држава. Почитувани граѓани, празните зборови се одлика на Шилегов. Од се што досега кажа и вети, видовме спротивни дејствија. Случајот со дивоградбата кај Мавровка со месеци ја брануваше јавноста. Особено по изјавите од надлежните институции дека не можат да го откријат инвеститорот на објектот. Објектот прво стана државен проблем, за потоа да стане символ за решеноста на тогаш новата влада, која наводно ќе се бори против криминалот. Денес е доказ дека институциите се окупирани и во оваа држава правото не важи еднакво за сите. Денес можеме да заклучиме дека Шилегов го дефинираат ваквите дела кои јасно ја покажуваат неговата неискреност кон скопјани. Почитувани граѓани, во едноминутно видео се гледа лага, манипулација и самоволие кои го употребуваат СДСМ и ДУИ. Така е, Петре, убаво кажано. Токму на ваквите за тебе ситни примери, граѓаните можат да се уверат во вашата решеност и на СДСМ и на ДУИ, дека правна држава со вас не може никогаш да има. За ситни популистички поени, неколку дена после формирањето на владата, правевте драма пред локалот во ТЦ Мавровка. За сега да има нов објект кој никна како феникс од пепелта и во кој се прави пречек на партиски функционери. Сите институции, општината, Шилегов и Заев, тогаш ја убедуваа јавноста дека не знаат кој гради без дозвола кај трговскиот центар Мавровка. Па во потрагата, тогаш се вклучи и единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје. Јавноста многу добро ги памети овие игри на СДСМ, чија цел е да ја скријат реалноста. На изборите во октомври ќе можеме да ставиме крај на ваквиот начин на владење, да ставиме крај на градежното дивење, да избереме честни луѓе кои стојат за своите зборови и ветувања. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Благодарам на прашањето. Прво ја најавија коалицијата, сега гледаме дека имаат одделни кандидати. Не така далеку беше и времето кога едни за други велеа дека се криминалци, па потоа коалицираа и очигледно ова е само уште една нова представа за граѓаните и чиј мотив се лагата и голата власт. Благодарам.